Кој попореметен ке изгледа? Па ко манекенки не ке шетаат на catwalk, ке има жири и ке ги оценуе. Кој попореметен е од нив? Кој поише полови, кој со поише полови се идентификуе у глава? Кој има поише кираџи у глава? Тоа е следната олимписка дисциплина. И шо треба ние сега да кажеме браво, да паднеме у несвес? И не почнува у Париз, немојте да заборавите. Лондон Олимпиадата. Тоа беше лепеза отварањето од масонски сатанистички ритуали и символи. Лепеза, самиот град Лондон има многу градби што се од символиката на масонистите. Масони ги имаат правено, потоа ќе видите у Скопје имате такви градби одбележани со одредени масонски символи. Па дури и масонеријата кај што се наоѓа, нели, наша, македонска. Но добро, ајде, тоа е више малце и друга тема, масонерија вамо тамо. Треба да се гледа ова повидливава у моментов поголемава слика. И на цел свет му се згади од отварањето на Олимписките игри у Париз и тоа си донесе со себе негативна енергија огромна, револт кај луѓето. Не дека нема да гледаат Олимпијада, ма верувајте, нема више тука леп. Нема, што викаат србите, она драшта се изгуби. Порано Олимпијадите, отварањето беа славење на силата, на спортскиот дух, на моќта. Па ќе видиш тука сите овие слетови се правеа. Добре, сега слетови може надмината работа денес, но можело, знаеш, некоја, мислам, дајте бе луѓе, бе. Танчери ми го зелјаат по цел Париз, потоа по скали, помали, еден нема што не е Булјашевиќ од нив. Оние доаѓаат натре, златно теле го паркирале тамо. Бик нарече. Тоа символот е тоа златното теле. Толку некој мислите глупе, не му текнало, чекај бе, ова е малце забегана, ова е забеган символ, може погрешно да се свати. Не, турен е тамо. Па влага онаа со тој коњон по ние со знаменцињана. Исто ко пореметени сите доле што ги собрали. Евровизија. Јепи се. Така, имаше еден у Копји, кога бев у аеродром, војно лице, србин некој, беше татко на наша позната на времето пејачка, одлична пејачка, и она живееше тамо и постари дека од мене и се собира навечер гитари, ова пееше. Арнам овој војно лице, татко и некој застани, тешка будала од негде, од Србија. И ова мора у 9 да биде дома, летот човече, надвор тогаш најубаво, она у 9 мора дома да биде. Иначе ќе јаде ќутек, нема тамо кај овие. И овие доле постари, бе, јас тамо бев и овие незиневе другари. Ма ја не ми кажале. Абе, вика, иди кај Тања горе, викни да се симна гитари тука, да пееме, да се заебаваме. А не ми кажале, не знаех татко и каква будала, бе. И ја идам горе на 9 спрат, мислам, беа,
И звонам на врата и ми искача Миле, она пижама на риги, кој војни на лице и косата умрежа онака стаена, ми скача и вака ме гледа. И ја му викам, Чичко Миле, овие доле ако може рекоа Тања да се симне ке свират. Овака ми гледа. Јепи се. Ама не, Чичко Миле, види се, овие боки доле ми кажа Тања ке... Јепи се. Ама гледа се, ја што да им кажам, ке се симне ова или... Јеби се! Ја како му кажам, ама чекај што да им кажам, он иде према мене и ми вика, јеби се со градачија, јеби се, ја по скали вика, мој ке ме упуца. Сега ми текна, апропо Олимпијадава, дека така треба некој да им се појави ко Чичко Миле у таква пижама на риги, на тие транчите, со тоа мрежа косата фатена пред спиење и да почне. И на сите не вика, јеби се, јеби се. Ко мене што ми викаше тоа што од памет ко се. Ете тоа, дечки. Затоа, без гајле, нашите символички, подсвесно фројдовски кажано, патриотски, покажа револт, покажа пркос, што мафтаа негдека на некоја страна кај што нема камери, кај што нема никој. Зато што сме ние као народ контра све. Лимунта биетли, викаше татко. И после бугарите ќе не убеделе да смениме, да си продадеме народ. Не. Тоа само можат да сањаат дека ќе биде така. И дека ќе прифатиме Гоце Делчев дека дека бил бугарин и не знам што. Не бе. Не. Вие јајте си лајна, ставајте вета, а ние на сите ваши потези ќе се вртиме, ќе се свртиме на другата страна и ќе си мафтаме. Јеби се!